Морам да кажам среќно, задоволна, се надевам со новиот градоначалник дека ќе имаме одлична соработка и дека навистина ќе прерасне во регионален центар не само на муавет, него и на дело. 7 години ќе работите со него? 7 години. Што значи тоа? 7 години Тиквешки вински пат ќе го управува заедно со општина Росоман врз основа на програма и буџет кој што е донесен заедно со нив, одобрен од советот на општината. И ќе работиме на тоа што ќе го донесеме како програма, нели? Започнав овој објект беше во катастрофална состојба, руиниран и сега ова што го гледаме е навистина добро. Центарот мора да функционира. Идејата ми е во наредниот период заедно со партнерите да направиме се за овој центар да профункционира, а тоа би значило да допринесе за развој и за промоција не само на винскиот туризам, туку комплетно на целосен локален економски развој и на регионален развој. Значи управувањето што го има 7 години Тиквешки вински пат и вашето менаџирање или помош при самата организација можат заеднички да дадат многу резултати. Да, заеднички може да дадат многу резултати и морам да напоменам дека управувањето со овој објект, тоа е сето веќе однапред. Јас како нов градоначалник дојдов на една затегната состојба, но сепак ова е многу убав центар кој што ќе биде за доброто на сите и на целиот регион. Со апликацијата на проектов беше започнато уште пред мојот мандат, 2016 година ми се чини. Договорот го склучивме 2018 година, еве гледате завршуваме дури во 2021 година, крајот на 21. Вклучени се значи приличка 3 мандати на локално, да, така. За да бидеме, мислам, за да биде ситуацијата јасна, да. Што се однесува до вашето прашање што го поставивте, точно е. Бидејќи со проектот што се однесува до овој проект беше опфатено само реконструкција на постоечкиот објект за потребите на овој проект. Дополнително согледувајќи како е работата на теренот, мислам се одлучивме, јас како градоначалник и се разбира администрацијата, да го комплетираме сиот овој простор. И еве, дополнително направивме уште неколку проекти. Тоа е партерното уредување, околу паркингот, улицата Маршал Тито, улица Нова, да, видео надзор, ограда и остана само уште еден дел кој што треба да се потреби идната година, така да севкупниот печаток ќе биде онака како што треба. Се со цел кога човек ќе дојде на ова место да ужива практично. Ке живне ли ова место? Што мислите, вашето предвидување? Па веќе, мислам веќе, да, тоа се почувствува и летово, бидејќи беше многу почестено, најмногу од младите, бидејќи тука има од претходно изградено и спортски објект, кој што оваа година и го доопременивме. Доаѓаат и возрастни луѓе тука, кои исто така го користат овој простор, а се разбира дека и главната цел е оноа да доаѓаат и други посетители од различни места како би се афирмирала идејата на овој проект, да тоа е презентација на храната и на виното. Многу е интересно сега да гледам резултатите и кога возевме тука ние баравме стара школа, како стара школа кога стигнавме тука, ама тогаш баш разбиравме дека беше резултат од оваа работа и е финансиран од Европска унија и од општина Росоман. И многу одлични. Јас бев сега внатре во сите места и соби и да, одлични резултати, одличен центар. Јас ќе продолжувам малку во англиски, дека малку по-лесно ми е. Многу сум импресиониран од резултатот кој што го постигнавме во Росоман со изградбата на оваа зграда. Причината заради која што ние инвестиравме како организација во овој комплекс е за по-добра соработка помеѓу Грција и Северна Македонија. Целосниот концепт на оваа изградба е со цел Росоман да биде посетен од жители на Грција, а исто и Росоман да ги посетува местата во Грција кои што ќе биде доволно да ги поврзат овие два народа. Со оглед на тоа што формално завршува овој проект, се надеваме
да продолжи соработката помеѓу овие два народа. Гледам многу познати лица од минатиот пат со кои што соработувавме и се надевам соработката да продолжи во иднина. Затоа што мислам дека Северна Македонија има голем потенцијал за развој на туризмот. Има многу да понуди од страната на храна, вино, пейзажи и доста места кои што могат да бидат посетени. Често се прашувам зашто тој потенцијал не е доволно искористен, например да се користи во смисла здравствен туризам, да се организираат групи кои што би седеле по цела недела и би правеле патувања околу овој регион. Затоа мислам дека овој центар ќе помогне и би бил место каде што туристите би застанувале, би пробале од местните специјалитети како храна и вино и би ги посетиле и околните туристички места. Бензинска пумпа ДМД Оил.